убава анализа имате направено на извештајот на јавното обвинителство и генерално со многу ваши ставови се согласувам. Меѓутоа, жалам што морам да констатирам дека едно зборувате, и кога зборувате во множина, не зборувам само за вас, меѓутоа генерално на власта, меѓутоа друго правите. Вие кажувате дека ние треба да дадеме собствен придонес, а при тоа гласате овде во собранието членови на судски совет, како Црвенковска, како Весна Дамева, поддржувате обвинител на чело на обвинителството за организиран криминал како Абази, поддржувате кандидат за уставен судија како Татјана Васич Бозаџиева и не треба да се криете и да кажете дека кога кандидат за уставен судија беше Љубомир Јовески, ниту еден пратеник од власта не се јави да го одбрани. Нашиот рейтинг во судството и обвинителството е токму од овие елитни правници, кои што вие ги нарековте, дека ние треба да дадеме пример со едни елитни правници кои што ќе бидат на чело на институциите, меѓутоа овие елитни правници се причината зошто довербата во судството и обвинителството е токму такво какво што е. Она на кое што замерува целата македонска јавност е тоа што оние правници, обвинители, судии кои што си ја вршат работата, за нив никој никогаш не слушнал. Знаете ли која е причината зошто сме таму со довербата? Заради тоа што овие елитни правници, по теркот на Катица Јанева, преку леп погаче сакаат. Скокаат скалила и скалила за да стигнат таму каде што се. И внимавајте, сето тоа е поради своите врски во политиката, поради поддршката која што ја добија од страна на пратениците на власта. И тоа треба да се погледнеме и да си го кажеме во очи. Поради капацитетот на таквите поединци, ние сме таму каде што сме. Ние тапкаме во место со 3% доверба во обвинителството, со 4% доверба во судството, го покажуваат сето ова. Имате вице-премиер на вашата влада, Грковска, кој што излегува и кажува дека не е задоволна од работата на обвинителот Љубомир Јовески. Во исто време, вие на една јавна дебата, односно на телевизија, мислам топ тема, рековте дека не сум сосема задоволна од работата на Љубомир Јовески. Па зошто не го кажете тука? Од работата на обвинителството, меѓутоа прв човек во обвинителството е обвинителот Љубомир Јовески. И ние треба да ги кажеме тука јавно одговорница сите забелешки кои што ги имаме. Да кажеме за кои предмети се постапува, за кои предмети не се постапува. За кои има интерес да се постапува и зошто не се постапува. И треба да прашаме и да добиеме одговори. Треба да прашате зошто обвинителот не покранал ниту една постапка по иницијативите на Државната комисија за спречување со корупција. Инаку за другото, за се согласувам со вас. Треба да изградиме стратегија, меѓутоа зошто на истото вие не мислевте кога го носевте законот за јавни обвинители, кога за председател на односно шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција не ставивте никакви критериуми за кандидатот кој што ќе се кандидира. Зошто не ставивте критериуми од друга страна? Зошто не ставивте цензус? Колку од обвинителите ќе го изгласаат? Или сега зборуваме од друга страна дека давате поддршка на тоа дека имаат потреба од поголем буџет, дека
потребен е поголем буџет, па зошто колешке тогаш не поднесовте никакви амандмани кога беше амандманската расправа за буџетот, или зошто Љубомир Јовевски или некој од обвинителите или од Советот на јавни обвинители не дојдоа тука да кажат дека имаат проблем со финансиите, зошто не подготвија одредена програма која што ќе ја изложи, ќе каже, ние сакаме да набавиме 20 компјутери, сакаме да направиме истражен центар за кој што слушаме толку многу време, потребни ни се толку и толку пари, и од страна на сите пратеници и од власта и од опозицијата, дури и без министерот или представникот од влада можеме да изгласаме таков амандман. Доколку сите сакаме да се бориме со корупцијата и нивото на корупција во Република Македонија. Затоа, јас нема да должам. Ке речам само дека одреденото влијание кој што политиката го има во обвинителството и во судството, треба ние да го анулираме. Треба да го ставиме на нула. Меѓутоа, тоа очигледно не е можно. Закони се носат со интенција луѓе како Црвенковска, Дамева, Бази, Татјана Чачоровска-Илиевска, Татјана Васич-Бозаджиева, Катица Јанева, па дури и обвинителот Љубомир Јовевски да го креираат мислењето на јавноста дека не може да има доверба во такво судство кога од државен јавен обвинител некој сака да стане уставен судија. Кога од стручен соработник од судот некој станува председател на судскиот совет. Тоа е проблемот. Проблемот со судството и обвинителството не е со честните обвинители, честните судии кои што судат согласно закон и устав. За нив никој не зборува. Креирањето на ваквата перцепција во Република Македонија е резултат на оние кои што преку леп барат погача. И затоа, прво да го признаеме сето ова и после да тргнеме во одредени постапки кои што од нас зависат, како пратеници. И кога ќе речеме не сме задоволни, бараме да ни се даде список кои се оние иницијативи кои што пристигнале од Државната комисија за спречување за корупција до обвинителството, за кој што обвинителството до денес не постапило. Председателката на ДКСК доаѓа овде и кажува и по телевизии, дека нема респонзабилност, нема никаков одговор. Ние излегуваме на пресконференции, секојдневно. Придонесуваме во откривањето на потенцијални коруптивни скандали. Имаме свиркачи кои што исто така испраќаат материјали до нас. Зошто за ниту една ваква иницијатива до ден денес не е покренато ништо? Од тука да почнеме, па понатаму да одиме кон менување и на законите, исто така, зошто немаме иницијатива за промени на одредени закони? Ни од обвинителството, ни од судскиот совет, ни од Советот на јавни обвинители, ни од јавното обвинителство. Ако имаме иницијативи, и те како ќе разговараме, и те како ќе повикаме на одредени ставови од страна на стручната фела, и ќе постигнеме резултати, затоа што закони не се носат во 5 до 12. Законот за јавно обвинителство е носен со пратеници кои што изиграваа пратеници. Законот за јавно обвинителство е носен во 2020 година, пред да дојде овој пратенички состав. Така беше? Кога се прашуваше за Катица Јанева, каде се писмата до обвинителот Јовевски, овде со еден голем транспарент. Кога беа тука присутни професори од правниот факултет и кога дебатираа токму на оваа тема, кога кажуваа дека јавното обвинителство не може да носи, односно не може да се носи ваков закон за јавно обвинителство. И тогаш биле направени пропусти заради тоа што било притисок како да се превземат предметите од специјалното јавно обвинителство. Па специјалното јавно обвинителство вие го носевте на маички, а за специјалното јавно обвинителство до ден денес не се разгледани извештаите на ревизорите. И до ден денес не е откриено поточно колку пари и зошто имаат
земено истите. Затоа, колешки, да бидеме прво ние искрени и во критиките, и во намерата, а потоа можеме да постигнеме резултати. Ви благодарам. Благодарам. Контрареплика? Колешката Снежана Калевска.